Добро вечер. Ова се минути за вестите од културата. Во продолжение да видиме кои културни настани ја одбележаа оваа работна недела. Романот "Светот што го избрав" на писателката и професорка и книжевна преведувачка Калина Малеска во издание на Или е годинашниот добитник на наградата Роман на годината, која ја доделува фондацијата Славко Јаневски. Романот "Светот што го избрав" на писателката, професорката и книжевната преведувачка Калина Малеска во издание на Или е годинашниот добитник на наградата Роман на годината, која ја доделува фондацијата Славко Јаневски. Покрај плакета и статуетка, Малеска доби и парична награда од 150.000 денари кои ги доделува генералниот покровител Комерцијална банка АД Скопје веќе 8 година поред. Станува збор за извонреден, безвременски роман што ќе може да се чита и препрочитува во сите времења и простори. Кус, концизен, маестрално напишан, "Светот што го избрав" е храбро сведоштво на женскиот лик кој поминува низ сопствените, но и низ преобразбите на светот што го избираме, дури откако сам ни се наметнал избор што не само не го оправдал, туку со него ни нанел штета и тага, велат од жири комисијата. Свеченото врачување на наградата Славко Јаневски се одржа по 26 пат, во амбиент на дополнет со джез музика. Верниот чувар на македонскиот фолклор и традиција, градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Гиновски од Гостивар одбележува 75 години од формирањето. Прославата на значајниот јубилеј беше заокружена со целовечерен концерт на кој се представија сите активни членови на друштвото. Годинава Браќа Гиновски слави 75 години. Тоа е навистина една импозантна бројка која што ни импонира на сите нас. По тој повод правиме оваа година еден навистина голем концерт кој што треба величенствено и достојно да ги одбележи не само овогодинешните настани, туку и сите 75 години. Така да ќе биде на еден начин една ретроспектива која што ќе не врати низ годините навака. Би сакал да се навратам на почетоците. Пред 75 години млади ентузијасти од Гостивар се обединуваат повторно како поранешни членови на некогашното друштво Шијачки, чии што наследници може да кажем сме и ние денес, формираат ново друштво кое што го именуваат Браќа Гиновски по нивните некогашни соиграчи, а првоборци од Гостиварскиот регион, кои што го изгубиле животот во Втората светска војна. Така да влечеме корени од, тоест носиме име на едни навистина големи великани за нас гостиварци. Така да мислам дека апсолутно и нашето друштво со самото тоа има една додадена вредност. Наша цел и мисија и визија е да ја негуваме македонската култура, да ја негуваме македонската традиција, пред се, меѓутоа генерално да бидеме тука за сите млади, да може да ги обединиме и да може да се дружат и да осваруваат контакти во малку понеформална средина. Со камерната представа "Чиста куќа" на авторката Сара Рул, а во режија на Тамара Стојановска. Официјално се отвораат салите на Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп, кои пред 2 месеци беа затворени поради многуте забелешки од страна на Дирекцијата за заштита и спасување. Представата раскажува длабока човечка приказна за животот и смртта преку 5 различни, но меѓусебно испреплетени ликови. Чиста куќа по текст на Сара Рул, а во режија на младата Тамара Стојановска е најновата представа на Прилепскиот театарски ансамбл. Представата на која 5-члена актерска екипа посветено работеше во изминативе 2 месеци, всушност е длабока човечка приказна за животот и смртта, раскажана преку 5 различни, но меѓусебно поврзани ликови. Секој лик носи во себе различна тежина и нерешени болки, кои се гледаат преку односите на 2 сестри, 2 партнери или родители и деца. Чистењето во оваа представа не е само физичка активност, туку тоа е метафора. Додека домовите ни блескаат, внатре во нас владее неред, несредени емоции, потиснати чувства, осаменост. Чиста куќа како представа се движи на границата меѓу реалноста и имагинацијата, вели младата режисерка Тамара Стојановска. Представата зборува за многу човечки теми, длабоко човечки теми
кои што мислам дека ќе допрат до публиката на различни начини. Изборуваме за смртноста, за ширење емпатија, за големината на простувањето, за љубовта, за губењето на љубовта. И за актерите кои играат во представата велат дека овој проект бил своевиден предизвик, особено што незината подготовка, а и прикажувањето се случуваат во време кога Прилепскиот театар е затворен. Имавме не знам како да го опишам овој процес. Травматичен, тежок, не заради Тамара, заради се што ни се случи. Едноставно, чувството кое го имавме кога одиш на проба си велиш зошто одам на проба, оти немаме театар, нема кај да играме, што ќе правиме. Одиме на проба, се забораваме во тие сати на креативност и така натаму и со истото чувство се враќавме дома. Така да не знам колку тоа ни помогна или не одмогна, но како и да е, тоа чувство се надевам дека го искористивме сите и е многу присутно во самата представа. Инаку, оваа представа е дел од годишната програма за работа на Националната установа Центар за култура Марко Цепенков од областа на драмската дејност и финансиски е поддржана од Министерството за култура. Во представата играат Даниела Ивановска, Наташа Ачински, Катерина Чакмаковска-Клинческа, Јасмина Мицовска-Станковска и Димитар Георгиевски. Представата, која е камерна, ќе се игра на сцената од Центарот за култура. Со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.